Блискоста или разликите со источниот сосед се исчитуваат на повеќе начини, но најеклатантна е поговорката која прилично прецизно го детерминира заедничкиот проблем на двете општества. Иако некој тврди дека е нивна, а за некој таа е наша, сепак очигледно е дека таа е споделената историја, ама и сегашност. Треба се сетиш на бугарската сичка што не се купува с пари, купува се с многу пари. Корупцијата како системски проблем не се однесува само на подмитување извршено со парични средства, туку и преку трговија со влијание. Стигнувањето до некоја позиција може да биде сторено не само преку чекорење до неа, туку и со користење различни модели на блискост. Особено кога тие, според собственото признание, имаат официјално, легално значење. Значи да се качиш на еден врв, тоа е еден врв на Република Северна Македонија и радост е и се практикуваат слики од формално правен аспект. Но на крајот на краиштата за формално правниот избор нема доволно аргументи кои би можеле да послужат како рамка за обвинение за политичка инструментализација. Тие што бирале сами, па нивната инволвираност, доколку постои, може прилично лесно да се провери. Сите ќе ги седнам на лед детектор и нека ми ја кажат вистината. И ако дознаеме кој влијаел и како, да ги решиме да се биде или да не се биде. Во ситуација да се биде или не, барем така како што секој си ја сватил улогата, продолжува да функционира градската власт. Нервозата предизвикана од уште една абдикација на советник од мнозинството кулминира неделава со низа непромислени амандмани, кои пак доведоа до тоа за господарот на микрофоните да се одреди нова, проширена метафора. Онолку што го познавам него, а го познавам, он е откачен метеор, неконтролибилен проектил. Овака не е само опозицијата, власта си има проблем со кадрите произлезени од незината политичка матрица. Тие се сега разочарани од нивото и квалитетот на управување со својата матица, па имаат своји сугестии како да се тргне напред. Еве да им давам еден бесплатен пиар совет, нека фатате, нека го затворат у некоја соба и да му речат, дечко, ти не искаш. Значи, затоа што не само што кој излегува, прво тоа е срам за СДСМ, тоа е интелектуална партија, јас сум продукт на СДСМ човек. И на крајот, по сето кажано, за правото на лична хигиена. Краткото туширање заштедува вода, струја и пари на вашата сметка. Ништо не носи повеќе пари и здравје од чистата и здрава мисла. Затоа не помага ни кратко туширање, ни долго бањање. Доволно е само да се води грижа за менталната хигиена.